Ете, во студиото, нели, секогаш фреквентно со гости со кои што и уживаме, имаме задоволство да најавиме нови убави нешта. Нешто што навистина треба да се посети, а истовремено и да ни ја разубави вечерта или секојдневието. Благодарение на театарските представи и на публиката која што ги следи, меѓу другото и ги сака, имаме можности да погледнеме и се нови представи, нови инспирации, се разбира се тоа едукативно и со своја порака. Па така ќе најавиме една представа чија премиера ќе биде вечерва во салонот 1919 во културно-информативниот центар. Верувам за публиката ќе биде добро дојдено знаме и куфер. Малку гордост, малку спакуван куфер, една нова представа која што носи веројатно важна порака, но за тоа во продолжение со нашите гостинки со кои што разговараме и актерки се разбира, Изабела Јакимова или Изабела Бекапар, неве позната кај детската публика, и Сара Томевска. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Благодариме на поканата. Да, инаку мора да признам дека Ивана е редовна. Сега добро, таа е и мајка на две дечиња, па така што е многу редовна на представите кои што ги има детските представи, и знам дека често знае да каже како си поминале, како си минале, и така што ќе честитаме за ова успешна нова календарска година. Активни сте, доста сте активни. Сериозно е уште една независна продукција, меѓутоа за која што апсолутно сакаме да честитаме. Знаеме дека предизвиците се секој пат присутни, меѓутоа успехот е евидентен. Ви благодарам многу. Ми значат зборовите. Да, еве сега правиме и представа не само за децата, туку и за родителите. За родителите. И за возрастни и за деца, веројатно тој прилаз кој што е апсолутно предизвикувачки за секој актер. Но добро се снаоѓате вие актерите од театар за тебе или Изабела со тебе на чело. Но самата идеја или инспирација за тематиката на представата веројатно е во сооднос со времето во кое што живееме, како за децата, така и за возрастните. Па така и оваа представа. Да, идентитет, припадност и заминување. Кажавме, со Ивана често се случува, и двете ќе кажете, ќе посеточите дека во нашето обкружување, особено и кај младите, се случува една миграција, екзодус, секој сака да си ја најде нели својата среќа на друга географија. Претпоставам дека и тоа е некако суштински елемент во... Мислам дека миграцијата е всушност многу важен елемент во нашата дуодрама вечер. Ќе отвори многу прашања, ќе отвори многу дебати после представата, што ни е и едукативниот момент всушност. B2B средби практично си имате со публика на некој начин. Да, не кажуваме нешто ново откриено, не зборуваме за квантна физика, кажуваме актуелна тема, позната на сите, ситуации во кои што сите ќе се препознаат, и се надевам дека ќе ги натераат да почнат да размислуваат малку поинаку. И секако низ хумор, за да ги насмееме и да биде уште полесно да може да се испрати пораката. Меѓутоа, интересна е емоцијата која што треба да се спои една суштина на животот и можеби чемеријат кој што создава нели зошто си заминуваат млади така натаму, од друга страна да го поврзете тоа со хумор. Препоставам дека таа еластичност ја имате, меѓутоа за да се поврзат тие две теми суштински бара една мудрост на некој начин. Па, јас искрено верувам дека комедијата знае многу да едуцира, ако правилно се постави. Не мислам дека комедијата треба да ги смее површно луѓето и кога ќе ја напуштат представата да не остане ништо во нив. Јас сакам да верувам дека театарот како комедија треба нешто да остави во тебе, да се смееме, ама кога ќе излеземе, зборуваме за представата и зборуваме за тоа што сме го гледале. Така е во мојата глава и во некои мои методи по кои што работам веќе 4 години. Да, и точно така, Изабела, хуморот е оној кој што првенствено не само што треба да не насмее како таков, туку и треба да разбуди нешто во нас. Веројатно и кога зборуваме на оваа тема, можеби голем број прашања и дилеми, не само можеби и за нас лично, туку и за она кое што го гледаме, го слушаме од пријатели, од познаници, за тоа како и на кој начин размислуваат за својата иднина, па често повеќе во дилеми да заминам, да останам или каде има подобни услови за живење, и сето она кое поттикнува дополнителни прашања. Верувам ако зборувам и за детските представи, па и за представите за возрастни, кај возрастните тоа се случува на еден друг начин, но ние и кога често пати го спомнуваме хуморот, па можеби е еден од подобрите начини како може да се поттикне тоа кај нас. Ако ќе се насмееме, но сепак можеби ќе се задлабочиме токму во тие одредени теми кои што се начнуваат во представите. Сте имале ли ситуација, на примерите така, кога има некаков контакт со публиката и после представата да го посведочат за тоа, дека навистина е така? Се трудиме да бидат комедиите, што ние немаме многу представи за возрастни зад нас, имаме еден стендап што јас го правев.
И кој ми прави многу анксиозност, морам да признам, оваа дуодрама излезе и како еден договор да не правам јас стендап, туку да биде дуодрама. Имаме представа за машко ментално здравје, каде што исто така користиме еден комичен пристап на почетокот, да речем, има комични елементи. И досега, она што сакаме да го спроведеме преку нашите представи, јас мислам дека успешно го правиме. И оваа представа е таква, обработуваме една многу позната, можеби е брутално, ама ќе кажам дека е клише тема за дали да останам или да си одам. Но дојдовме до таа идеја затоа што многу често некогаш некој треба да ни каже нешто клише за да не освести на некое поле. Ние мислиме дека се знаеме, ама некој убаво да ни го каже, да го видиме, иако го знаеме, за да дојдеме до нешто друго. Најчесто кога играте, кога сте на театарска сцена, што е потешко? Текстот да го пренесете или самата тишина кога настанува некој пат и како да го добивате одговорот па дури и во таа тишина? Јас ќе кажам од име на актер, а Сара може да каже од име на продуцент и некој што го гледа процесот од страна. Јас ја сакам комбинацијата на текст и на тишина. Не сум фан на многу текст и на многу филозофирање, посебно филозофирање во театар е нешто што не ми се допаѓа. Неприфатливо толку многу. Прифатливо е, зависно каков театар сакаш. Јас лично не Ако е бабата во прашање, ако е бабата, да. Веќе се отвараат нови архиви. Точно, да, одговорам с бабата. Но јас ја сакам комбинацијата. И текстот кажува сам по себе, ама во некои представи многу кажува и самата тишина, што ја прават актерите. Како продуцент? Тишината знае да ги исплаши публиката, некогаш и на актерите им е чудно кога е тишина можда. Мислам дека супер прашања може да излезат и одговори од таа тишина. И некогаш треба да се остави простор за, нели, и публиката во таа тишина некако си ги среди мислите или барем го добие впечатокот од тоа кој што сака да се пренесе низ представата. Верувајте ми дека е најтешко за играње. Многу од нас актерите се плашиме да ја играме тишината, плашејќи се дека нема да пренесе ништо во публика. Има некој пат моменти и од продукцијска смисла кога ги обсервираме работите, кога да речеме ќе почувствувате дека некој лик вистина почнува да личи на вас. Во случајот пак ја споменам бабата. Веројатно ги наоѓаме работите како еден вид на солидаризација на некој, нели, конкретен лик. Сочувство, поврзување поинакво, една папочна врска со некој конкретен лик. Вака, јас бабата ја играм, внук во представата ми е Гоце. Сега, вака општо сум позната дека имам повеќе години од што реално имам, така се зборува. Треба да се гледа. Така да, мислам дека си во право, можеби да, си имам пронајдено. Често знам да кажам, леле, едва чекам пензија, ако имам 20 години. Да. Ама да, и односот мој со Гоце ни е така близок да внук и баба во таа представа совршено одговара. Јас морам да кажам да, мој личен впечаток бидејќи бев на представата, инаку да бидеме јасни, да не ги збуниме гледачите. Ова е една друга представа. Да, зборуваме за детската представа која што меѓу другото и сме ја најавувале во утринска на Телма, тоа е Луракс и последното дрво. Читам дека беше и предпоследното нешто што го најавувавме во рамки на утринската. Така беше. Да, и она кое што, значи, мене ми остави впечаток е токму Изабела во улогата на бабата, а внучкото да, беше Гоци, сосема совршено делуваше поточно ако бидеме или како родителите нели се ставиме во улога на деца и влеземе во тој детски свет, апсолутно нема разлика дека не станува збор за баба, туку актер, туку буквално да се долови тоа и веројатно како што вели Марко, ако се пронајдеме ако се пронајдете како актери во улогата, можеби тука ќе калкулирате со времето, дали повеќе или помалку ќе биде тој театарски дел или задржување на театарската сцена. Но ако се навратиме, бидејќи за Луракс ќе кажеме кога е следното издание, но да се задржиме уште малку на Знаме и Куфер кој што ќе биде вечер, во однос на темата, јас тоа што сакав да ве прашам и двете е дали ако зборуваме за вас лично, бидејќи Изабела знам дека ти живееше и студираше во Нови Сад, не знам дали уште си на таа релација или не. Како кога размислуваш за себе и кога навистина тука можеби се соочуваш со голем број предизвици, со театарот, а театар за тебе или неговото основање па и опстојување си имаше своји предизвици. Дали често се наоѓаше во дилеми, дали тука да продолжиш или пак можеби некаде надвор? Иако се уште знам да дадам искази од типот ќе оставам се и ќе да вртам плескавици во Макдоналдс, многу често, вистински не го мислам тоа. Тоа е некој импулсивен момент.
Пред да заминам за Нови Сад, преовладуваше желбата да се заминам од Македонија. Навистина, дали не ми беше дури битно, не ми беше важно каде, сакав да ја напуштам државата, сметајќи дека не ми дава доволно простор за да креирам, за да создавам и слично. Кога се случи тоа, заминав во Нови Сад и ми беше многу важно да се вратам дома и да си спиам во мојот кревет. Многу ми беше важно. Открив многу работи за себе, дека сепак сум носталгична, дека ми значат пријателите повеќе, семејството дека ми значи повеќе од барање некаква кариерна средина, и тоа ме мотивираше да се вратам овде и да отворам собствен театар, да го направам тој ризик, затоа што во мојата глава е дека Макдоналдс секако не ми бега. Да. Ако не успеам, секако можам да заминам како алтернатива во животот. Како алтернатива и да го работам тоа, и одлучив дека сепак ќе ризикувам можеби малце повеќе за некога, ама ќе пробам да си останам дома. Мене ми беше важно да си бидам дома. Да, Сара? Да. Кај мене никогаш не било прашање на целосно заминување од државата, можеби на се краток појавиле период. некој пат прашањата. Да, апсолутно, за искуство, за не знам, промена на средина и слично, ама целосно исалување никогаш не било прашање. Да, ако треба да се избере само едно нешто, што тежи повеќе? Знамето кое што не дефинира или куферот кој што не менува? Мислам дека одговорот е нужно индивидуален, заради тоа што искуството што јас сум го имала не е поврзано, не е генерално. Така, сите доаѓаме од различна средина, сите доаѓаме од различни семејства, сите доаѓаме од различна финансиска зависност. Има луѓе сакаме да одиме од различни причини или не сакаме. Да, има луѓе кои не го имале изборот во животот што сум го имала јас или што го имала Сара или било кој, едноставно немале друг избор. Јас себе си не се сметам за радикален патриот, никогаш не сум била, но си ја сакам мојата земја, односно ги сакам моите луѓе во мојата држава и затоа сакам да останам тука. Но исто така сум имала можност да го направам изборот. И за мене мислам дека е радикално да го кажам како генерален одговор дека да, знамето е битно или куферот. Мислам дека е индивидуално и дека нема простор да осудиме некој ако одлучи да замине или остане. Да. Секој со својот од индивидуални причини или потреби, како велиме, но добро е, јас искрено сум љубопитна и ќе дојдам вечерва на представата, верувам и некои што не следат и ќе видиме или просторот е ограничен во културно-информативниот центар, планирате ли малку да се проширите во тој смисол? Ако дозволува, можеби. На какви се плановите? Сепак е тоа повторно кажеме предизвикувачки за театар кој што обстојува сам. Во моментов за оваа представа културно-информативниот центар кој со години ни е поддршка и многу често имаме соработки за оваа представа конкретно и ние имаме финансиска поддршка од културно-информативниот центар и од секторот за култура на град Скопје. Многу голема благодарност до нив и поздрав во овој момент. И највеќе ни одговара оваа сцена, бидејќи сме двајца актери, доколку го зголемиме просторот, нема да биде истиот ефект на публиката, нели? Да, малку е поинтимно е и подобро е да се игра оваа представа на помал простор. За разлика од Лоракс, каде што можеме малку да го зголемиме простор, бидејќи сме и повеќе актери и друга е динамиката. Но конкретно за оваа дуодрама што ќе биде вечер, културно-информативниот центар е идеално. Идеално место. Во 20 часот ќе кажем, има ли билети се уште на располагање? Да, можат да си ги обезбедат онлайн на zlatenzap.mk или на врата вечер пред почеток на представата. Детската публика ве сака многу, тоа се забележува на секоја детска представа, а истовремено таа комуникација што имате преку представите се разбира со децата кои што секогаш се и гласни, и љубопитни и доволно добро ги сваќаат и прашањата па одговараат во истиот момент. Веројатно очекуваат и нови представи, но за оние кои што не ја погледнале Лоракс и последното дрво кое што ја споменавме, кога е следната представа и за родителите кои што можеби не следат? Следната изведба на Лоракс и фамозната баба е на 23 април од 19 часот, исто во Kids салон 19, но претходно имам исто еден прилично важен настан, може Сара да каже повеќе за него, бидејќи таа ја изработуваше решавалката и го правеше дизајнот, ама ќе оставам да
Да, на 19 во недела во јавна соба од 11 часот имаме промоција на детската решавалка, која што е една кратка решавалка по мотиви на нашата најизведувана представа Супер вселенко и роденденската торта. Ги покануваме сите кои што се заинтересирани да дојдат, ќе има мини работилница, ќе има запознавање со ликовите и секако фамозната Супер вселенко и роденденската торта представата. Ќе ми биде мило, тоа е бесплатен настан, само е важно резервации, нели? Претходно. Да. Бидејќи таму се баш строго ограничени. Прв дојден, прв услужен. Така. Да. Резервациите каде се прават? На театар за страниците, на Facebook и на Instagram. Од броевите кои што се оставени. Да. И ликот Супер вселенко навистина остави добар впечаток кај децата и се уште остава. И верувам дека и тука ќе биде многу брена публиката. Онако што можеме да ви го посакаме на крај, уште една успешна премиера вечерва. Благодарам. Да останете така оригинални како што сте Автентични пред се, да. Зголемување можеби доколку тоа е ваша желба на ансамблот и се разбира на оние сцени во кои што може на вистински начин да се изразите. Така. И само да го поздравиме и нашиот актер кој му беше рано да не придружува денес, Ненад Митевски. Да, кој што го видовме на... Така, рамо до рамо со мене ја игра оваа дуодрама и му благодарам многу на посветеноста и на се што направи за оваа дуодрама. Од се срце посакуваме успешна календарска година, останете независни, тоа е најважно. Зборам и во суштината на битисувањето на самиот театар. Ивана е дефинитивно сведок, се надам дека голем дел од нас ќе бидат сведоци на посетеноста и на играта која што ја давате и емоцијата, така што вечерва 20 часот Киц, знаме и Куфер, ле каниме денеска во оваа премиерна дружба. Да, едно вистинско уживање на почетокот на оваа скратена празнична недела, па да ни се продолжи и тоа празнично расположение. Чувството. Изабела и Сара, ви благодариме за гостувањето и ви посакуваме многу успех. Се гледаме во следна прилика со најава на нешто ново, а кај вас има многу нови нешта.